Овозможено од нутриција Аптамил 3, млеко за деца над 12 месеци. Требаше идеме у Талин и тогаш, знаеш, имавме Шенген визи. И сега идеме за Талин, идеме на аеродром, знаеш, до тогаш милион визи у пасошот, гледа тој данецот, ми го гледа пасошот, удира печат, вика, ајде иди. Почекам ја Славе. Го нема. Го нема. 5 минути, 10 минути. Вика, ти нас, викам, што бидна со човеков? После 15 минути се враќам назад, викам, што бидна со човеков? И тој, знаеш, данците арогантни, как ти пројде, вика, бегај назад, вика, тој, чекај бе, викам, полека. А ние само естонска виза, немаме Шенген виза. И викам, само чекај, транзит идеш чекај преку полека, викам, колеги сме заедно, суди, ракомет. Чекај да видам, вика, твојот пасош. Па вика, ни ти нема Шенген виза, вика, бегај, вика, и ти од таа страна. Чекај бе, викам, како од таа страна? И знаеш, они како што се, викам, полека, викам, нема да не третираш, дека сме ко од Занзибар да доаѓаме, вика, ама, и вади пендракот. Да, вади пендракот. Викам, сега, кај што си го вадил, таму ќе го стави. А ја умеѓу време зборам со татко му, викам, што наче така, викам, готово, отидовме полиција. Полека, вика, смири, вика, тие се безобразни, вика, ќе ве стават у полиција, и сега слушај што се деша. Ајде да ја скратиме малку приказната. Се собра едно 10-15 полицајци, едва и не совлада. Не стаја у комбе. Джандарско комбе по писта, не воза директно у авион. И што да искочи, значи секој културен човек може да каже, единствен аеродром у светот бил Копенхаген што немал транзит зона. Ако пројдеш автоматски си бил во Европска унија тогаш. И за што е најинтересно? Треба да се вратиме назад. А немаме виза пак. И пак преку Копенхаген. Сами си се предадов. Сами си се предадов. Можеш да го замислиш тој филм со полициско комбе, директно да го фатиме авионот и директно имавме друштво, имаше и кинези со комбе жандарско. Тогаш можеш да сфатиш како не третирале и колку треба да си подобар од останатите за да бидеш на исто рамниште. Многу идевме за визи, по Белград, по Софија, по Виена, по ДХЛ, по Ќе му кажам едно за илустрација. Идеме за Италија. И сега тогаш беше делегирање, ако идеш во петок, во вторник го добиваш делегирањето. И за Италија да добие за 3 дена виза, Mission Impossible. И ја у тоа време работев у НАТО, викам, ајде, викам, ќе средам преку мојве. Од НАТО документ, од Олимписки комитет во Италија, од дописи, од Македонски олимписки комитет, од федерација, и чекаме. Уште председател на држава. Све можно што треба, све нема. И чекаме, ја ову ред у италијанска амбасада и пред нас еден албанец и го прашува тој италијанецот, кај ќе идеш ти? Вика, што ќе работиш? Вика, плочкар ќе бидам. Како бе, вика, плочкар, тука пишува, вика, текстилна индустрија ќе работиш. Абе, плочкар ќе бидам. Опли, конце, оп, годишна виза. И викам, Славе, што напре? Ја и Славе, 3 дена. Слушај, 3 дневна виза и вика, кога ќе се вратите назад, да се јавите, вика, у амбасада. И знаеш што ти е Марфиев закон? Не можеме да слетаме. Слушај, се ние треба да идеме Бари, Милано, Скопје. И сега одложен летот у Милано 9 сати. 9 сати летот одложен, таман да слетаме у Скопје. Магла. Вртеше едно Софија. 2 сати вртеше и слетуваме у Софија. И се у Софија ни вика, сакате, вика, пак назад Милано па да се враќате Скопје? Ама пустото визата не можеш за визата да идеш назад па се враќаш од Софија за Скопје. И со автобус едва и тоа ни беше едно патешествие што понеделник да се јавиш во амбасада. И ние директно амбасада. И си дојдов се, све по список има теравме кај што и треба кај што не. Све по список. И вакви случаи има еден мал милион.